Новата влада е подготвена да прифати се што бара Грција и ние не сакаме да бидеме дел од тоа. Мене работите ми личат дека нема да има суштински разговори, туку се бара начин договорот во Грција да не се свати како триумфализам, а во Македонија капитулацијата по ова прашање да се представи како голем успех, нагласува лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во интервјуто за Република. Откако ќе заврши периодот на бајки, најверојатно единствено што ќе остане ќе биде членството во НАТО и почнатите преговори со Европската унија од една страна и понижувачкото прифатено решение кој го издиктирал нашиот јужен сосед, со кој ќе треба трајно да живееме со чувство на свиткана кичма и променет идентитет и име, зашто се води битка 150 години со многу жртви и откажувања на нашите предци. Груевски во интервјуто се осврнува и на тоа што опозицијата воопшто не е вклучена во разговорите кои се однесуваат на реформите од областа на владењето на правото. Според него, вклучени се само експерти кои се страстни поддржувачи на СДСМ. Потоа, како што објаснува првиот човек на ВМРО ДПМНЕ, од страна на владата ќе следи божевна или лажирана и сконструирана јавна дебата, колку да се спомене дека имало такво нешто и каде што ќе доминираат луѓе за кои однапред се знае што ќе кажат и зад кого ќе застанат во своите ставови. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ признава дека меѓународната заедница во минатото има многу помогнато на Македонија при правењето на реформите, но дека и тие знаат да сгрешат, особено кога сакаат да копираат закони и правила од други држави, без да се навлезе длабоко во локалните специфики и проблеми. Проблем е, вели тој, што тука нема кој да им укаже дека грешат, бидејќи за партиските експерти на СДСМ ере се ако укажеш на можна грешка, пропуст или слабост за нешто што се предлага од некој надворешен фактор.